Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер, јас сум Ангел Данов, 1 јули 2026 година. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа петата вонредна седница. Се донесе одлука за основање јавна општинска установа за социјална заштита Центар за дневен предстој на лица со попреченост Искра во општина Кавадарци. Основач е општината, а дејноста на Центарот за дневен предстој за лица со попреченост е дневно згрижување, индивидуални активности за стекнување животни и работни вештини, социјални, културни и рекреативни активности, едукација, социјална поддршка на лицата и нивните семејства и други сродни активности. Корисници на услугата се лица со попреченост. Како што се наведува во одлуката, средствата за непречено и нормално функционирање, односно за вршење на дејноста на Центарот, ќе се обезбедат од буџетот на општина Кавадарци за режиски и останати трошоци, а средствата за платите на вработените ќе се обезбедат преку блок дотации од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Во тек е реализацијата на проектот за изградба на новиот булевар во Кавадарци, при што веќе е извршено тампонирањето на трасата. Во следната фаза се предвидени изградба на водоводна, канализациона и атмосферска мрежа, поставување јавно осветлување, тротоари и целосно асфалтирање. Станува збор за инвестиција на општина Кавадарци вредна 6 милиони денари. Денеска на увид на веќе завршен проект. Тоа е булевар, продолжеток на булеварот Венко Влаховиќ. Токму овој булевар кој што 30 години се чекаше во овој нов центар да се заврши. Овде пред завршување на булеварот се направија повеќе инвестиции. Една од поголемите инвестиции беше атмосферска канализација за целата населба, каде што имаме интензивно изградби на колективни згради. Покрај атмосферска канализација се заврши и канализациона мрежа и покрај канализационата мрежа и водоводна нова мрежа. Тоа беше инвестиција околу 10 милиона денари, која што општина Кавадарци преку Министерството за животна средина ја спроведи во овој дел од градот. Пробивањето на булеварот почна со експроприација на земјиштето од приватните собственици, кои што се вложија над 100.000 евра само во откупување на земјиште за пробивање на самиот булевар. Пред пробивање на булеварот се постапи со негово пробивање, тампонирање, поставување на рабници. И сега кога што го гледаме во завршна фаза, тој доби 2 тротоара од двете страни, 4 коловозни ленти, жардинерија во средината и двослоен асфалт кој што треба наредните 30 години да служи на сите граѓани на општина Кавадарци. Многу битен булевар за тоа што од булеварот Венко Влаховиќ не поврзува со Западен булевар, сега има окружено движење со Северен булевар и како што гледате и самите веќе е доста фреквентен. Хоризонталното и вертикалното одбележување при крај, така да тука има добиено 2 велосипедски патеки, така да општина Кавадарци при новите проекти кои што ги изработува, ја запазува и мобилноста на самите граѓани, значи да се добијат и тротоари, да се добијат и пристапности за лица со попреченост, меѓутоа добиваме и велосипедски патеки. Исто така е завршено и со улично осветлување, така да можам слободно да кажам еден проект од 22-3 милиона денари плюс експроприацијата која што општина Кавадарци го заврши во рекордно време. Не ни останувато што многу вакви булевари за пробивање и за правење, меѓутоа општина Кавадарци не застанува тука. Токму во овој дел на градот сме сведоци на интензивна комунална изградба на деловни објекти, на стамбени објекти, на верски објекти, на објекти од јавен карактер, како управните служби и други објекти кои што се неминовна достапност за нашите сограѓани. Општина Кавадарци покрај изградбата на булеварот ќе пристапи со негово озеленување, негово средување и поратаму со негово одржување. Еден пример за еден град како треба да се работи во интерес на нашите граѓани и во ова работно лето би го кажал, општина Кавадарци има отворено над 20 проекти кои што се од голем, значаен обем и малте не да не збориме пред време, него очекуваме нашата изборна програма, која што имавме пред неполни 6 месеци, да биде над 95% или 90% би кажал, со отпочнати и завршени проекти или проекти кои ќе бидат во завршна фаза. Овој булевар заедно со
улицата Ресавска, според моје гледиште во изминатите 8 години, 9 градоначалник Митко Јанчев се едни од најискористените и најважните артерии за растеретување сообраќајот на нашите кавадарчани, затоа што сметам дека токму со овој новоизграден булевар кој кошта околу 25 милиони денари, како што каже градоначалникот, ќе се овозможи растеретување на гужвата која сега е насочена во поголем дел од Северен булевар. Впрочем, овој булевар имаше за цел да го заокружи овој цел процес на инфраструктурно разобавување на овој дел од општина Кавадарци, затоа што во овој дел ја имаме нашата прекрасна убавица, тоа е црквата Света Петка, го имаме Lidl, го имаме Little Америка, Здравје Боже, Веро Джамбо, ги имаме овие прекрасни згради убавици и сметам дека овој дел и овој булевар и како ќе овозможи разобавување на фреквенцијата пред се за безбедност на сообраќајот, а воедно и искористеност од нашите сограѓани. Воедно овој булевар е изграден според сите законски европски регулативи по најнови стандарди, каде што се вклучени велосипедски страни од двете страни на булеварот, заедно со пешачка зона, со жардинерија, со канализациони, со водоводни мрежи. Сметам дека кавадарчани треба да бидат горди, нека е за Ирлија и уште голем дел на вакви булевари да се отварат во едно време пред се кои имаат за цел да ја овозможат подобрување на нашата инфраструктурна и безбедноста на сообраќајот на нашите сограѓани. Воедно општина Кавадарци во текот на ова работно градежно лето 2026 година продолжува. Со градоначалникот и во текот на наредниот период ќе вршиме увид на се тоа што е отпочнато и се тоа што ќе се заврши во општина Кавадарци. Воедно да ја потстам кавадаречката јавност дека во моментот се работи на отприлика 17 градежни проекти, се проценува вредноста дека нивно околу 17 милиона евра. Така да сите тие градежни проекти ќе се белек на нашите кавадарци, сите тие се во текот на нашата кампања ветувани кон нашите кавадарчани и верувајте дека нашите проекти се засновани заедно со партнерскиот однос со нашите кавадарчани и во тој правец ќе продолжиме во наредниот период. За крај, нека ја Ирлија и нека се користи за многу години. 25 години од загинувањето на војникот Блашко Толев денеска беа одбележани во неговото родно село Марена. На спомен бистата цвеќе положија членови на семејството, представници на локалната самоуправа, жители на селото, представници на армијата на Република Македонија, на музеј, галерија и општински комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Денес одбележуваме 25 години од загинувањето на војникот Блашко Толев. Роден е овде во село Марена на 30 март 1981 година. Завршува основно училиште. Израснат како селско дете, требаше да ја продолжи семејната традиција и да се занимава со сточарство. Во последните 2 години од неговиот живот работеше во шумското во Битола на Пелистер. Во октомври 2000 година заминува од Тиквешијата за да го отслужи воениот рок во Македонската народна армија. Прво во Битола, а потоа во Штип. Со започнувањето на воениот конфликт во 2001 година учествува во борбите во Тетовско и Кумановско. Откако замина во редовите на армијата, само еднаш дојде на 2 дена за Великден. Редовно отсуство не користи, очекувајќи порано да го пуштат. Воениот рок му е отслужен. Ден пред да дојде смената од нови војници, загинува на 1 јули 2001 година на Тетовско кале од минофрлачка граната испукана од страна на албанските терористи. Блашко Толев е прва жртва од овој крај во конфликтот од 2001 година. Како припадник на редовниот состав на армијата на Република Македонија, на само 20 години го жртвува својот живот за одбраната на Македонија. Посмртно е одликуван со медал за храброст од председателот на Република Македонија. Нека му е вечна славата. Вчера заседаваше Советот на општина Росуман и ја одржа редовната 13-та седница. Една од донесените одлуки беше за бесплатен превоз на пензионери. Истата ја образложи градоначалникот Ѓорги Крстевски. Во разговори со директорот на јавно предпријатие сообраќајно на Кавадарци, разговаравме за како да се воведе оваа одлука. Оваа истата е воведена во општина Кавадарци и веќе пензионерите таму го користат бесплатно овој превоз. Не се големи средствата кои што ќе отпадат од општина Росума за субвенционирање на овој превоз, односно овие постари лица, изнемоштени кои што веќе и со самото формирање на сообраќајното предпријатие намалени такси превозот, немаме толку патници, предлагаме како општина да се воведе ова, односно сите пензионери да имаат бесплатен превоз. Тоа ќе се направи на начин што секој пензионер ќе се слика, ќе има сопствена картичка,
кога патува за Кавадарци ја титка на нивниот систем, по завршување на месецот се доставува фактура до општина Росован, пример 200 патници по утврдената карта и се фактурира на општина Росован. Мислам дека е 50 денара, не сум сигурен, картата во еден правец, така да тие средства со фактура ќе ги исплати општина Росован кон јавното сообраќајно предпријатие Кавадарци. 65 години ФК Габер е повод Димеристов Кана од Ваташа да подготви монографија и збирка на сеќавања за овој фудбалски клуб, чиј фудбалер е и самиот автор на оваа книга. Промоцијата е закажана за во вторник од 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе, а денеска Ристов со представници од својата фамилија ги посети Кавадаречки срца и ја најави самата промоција. Повод е ново издадената книга која што пред некој ден излезе од печат, а сето тоа е да вратам нешто од заборавеното. Од далечната 61 година, па до денеска, Габер прави 65 години, оваа година. Односно, до 9 јули, поточно. Тогаш е првата регистрација. Јас сум уште, само јас, од таа првата екипа единствено останат. Сите беме деца од 2-3 мала, другарчиња. У Габер почнаме, некои у Габер завршиме, некои отидоа и на други места. Јас отидов некотино 7 години, тамо бев у Вардар, Македонска лига. На Калница растеме, на Калница пораснаме. Таму се формираме у фудбалери, се дружеме, живееме со нашата навивачка група Ваташка фаланга, која што немаше никаде. У Македонија. Скоро секогаш беме придружени од Зурилти и Тапањите, од кадро мало. 65 години ФК Габер, ги собравте спомените, ги преточивте во една книга која што ќе сведочи за овој долг период. Денеска ги посетивте и децата, им подаривте мајци со логото 65 години ФК Габер. Какво чувството сега? Ќе ја промовирате и книгата, се враќаат спомени додека ја работевте книгата, сигурно и многу спомени се врати од тоа време. Ја книгата, пред да почнем да ја пишем 3-4 години, трагав по документи, по податоци, собирав од фудбалери, од списанија, од Фудбалски сојуз, Велес и дојдов до нешто, па се одлучив да напишам, ја напишам, мислам, солидна е книгата, по моје убедување, што покрај спомените што се враќат, минато не се враќа. Тоа е тешко. Надокнадливо не е. Сега е ситуацијата за никаде. Со фудбал, по-конкретно зборувам по-широко, кај нас, за Ваташа. И ние заедно со навивачите, заедно со фудбалерите, структури од управите се изменја. Ја бев и дел од структурата, раководни тела на Габер, повеќе од 20 на години, директор. У ФК Победа, горе Кавадарци, бев директор. Али сето тоа беше времења убави, спомени драги за сеќавање, али на жалост веќе исчезнуваат. Мене една од утеките, голема утека, ме и задоволство и чеив и среќен сум што успеав веќе нешто подзаборавено, одамна подзаборавено, да го извадам у јавноста, малку да се обелодене, да се види и карактерот, и спортот, како си играл, сами си плеќаме превози, сами си купуваме опреми у некои периоди. Иначе имаме и солидни управи кои што се грижат за сите, не даваа ништо да не достига нас. Ама идеше и ситуации кај што западнеше у кризи. Сето тоа го преболуваме, го преминуваме со резултати преку надпреварите. Кај нас имаше една девиза сите за еден, еден за сите. Нешто што веќе е само минато време. Преку джепот. И ако еден видиме ни екипите на Габер, составите ни ги правиме фудбалерите. Независно дали е 15 да речеме на ранг у клубот, 16-20, учествува у рангирањето на првата екипа правење. И најдобре ќе го остраниме ако претходната утакмица не залагал или усетиш нешто, месте дава, пушта. Си оде тие. А место кога ќе зему екипата,
ќе се размисли. Што значи? Прашање големо. Што значи секоја утакмица максимумот. Потоа отпадиш од екипата. 20 души чекат за тебе. Тогаш тиквеш беше у друга лига, у македонска, па у друга, па у македонска лига, а конкуренцијата беше јака. Екипи, други фудбалски, понемаше реномирани, едино Габер беше тука. Сите фудбалери што беа у тиквеш, фамилијарни, оженети, со деца, вработени, а трансфери за пари немаше. Ретки беа случаите за пари. Што значи, каде ќе оде? У Габер ќе оде, тука дома е фактички. И како идеја кај нас, тиквеш ќе побара по година, по две, не се враќаме. Тука бил раатот, вика, тука е слога, тука другарство, неописиво. Тука сме кај нови препоредени, вика. Сите у еден глас, ние имаме фудбалери ки барај за пари, не, кај Габер екипа нема нигде, вика. Ке се промовира книгата за се ова што сега малку се навративте, јавноста ќе може да погледне што сработивте, ќе се случи промоцијата, а во пресрет на промоцијата денеска и ги посетивте децата од Кавадарички срца. Поводот е за мене, малку и личен, сакав на некој начин, цела моја фудбалска кариера и судиска и како раководител у управните тела на двата клуба. Ето едно внимание на дечките наши, Кавадарички срца да посветам. Тие се тука, тие се наши, тие се со нас, заедно сме сите. Што ми прави посебно чеив, посебно задоволство и нема да застанам тука. Да ги поканиме граѓаните на промоција, кога ќе се случи? Сите љубители на фудбалот, на Кавадарци пошироко, ги поканувам на промоција на книгата на 7 јули во 7 часот, 19 часот во киносалата во Кавадарци. Кој милуе, кој сака, нека повеле, секој е добар дојден. Да види нешто, да вратено со некои фудбалери се нема може и 30 години видено. И директор сум бил со некој, немам со мене што играле, што си ги раководил, има некој, барем да се видиме. Од тоа поголемо богатство нема. Средбата за било што да е, ако е добронамерна, ако е благотворна, е корисна за сите. Од име на Пауер клубот Кавадарички срца изразуваме јавна благодарност за големата чест што ни е направена, нели, за предпромоцијата на книгата за ФК Габер. Се гледаме на промоција на 7.7 во 19 часот во Домот на културата Кавадарци. Продолжуваме со останатите содржини во дневникот. Ги прифаќаме сите предлози на СДСМ и Левица за измените на изборниот законник со исклучок на електронското гласање за диаспората, изјави премиерот Христијан Мицковски, а воедно ги демантираше шпекулациите во јавноста дека планира председателска кандидатура во 2029 година. Политичката партија Левица учествуваше во целиот процес на договарање на овој закон. Цело време. Им беа прифатени сите забелешки. Се што побара. Додуша, нивниот главен фокус беше на финансирањето на кампањата. Се што побара им беше прифатено. Усогласено беше со сите кои што преговараа. Впрочем, има и записници. Има и записници. Сега ние не можеме едно да збориме позади завеса, а друго да правиме пред завеса. Проблемот каде настана? Кога политичката партија Левица рече: а ние нема да се подпишеме, вие подпишете се, ние нема да правиме филибастеринг, вие слободно гласајте го и така да помине. Со тоа каква порака испраќа? Ние добивме тоа што сакаме, работевме цело време најлицемерно, сега откажуваме за да се прекажеме, еве пред оние кои што нас не поддржуваат, демек еве ние сме тврдокорните, Робеспиерови, некои следбеници или не знам што, а во суштина како мачиња се си прифатија за време на дебатата. Тоа е таа лицемерна политика која што континуирано оваа политичка партија ја води. И еве да им олеснам, бидејќи гледам дека во јавноста шпекулираат со тоа дека јас сум предложил диаспората да биде вклучена во гласањето, што е природно, на електронски начин од следните председателски избори од 2029-та, па јас ке сум се кандидирал, па затоа тоа сум го предложил, еве да им олеснам, нема да се кандидира.
кога ќе ми заврши мандатот како претседател на владата, се враќам на факултет меѓу студентите. Еве да им олесни, да не се грижат, нема да се кандидирам за претседателски кандидат, ниту пак за претседател на државата, немам таква амбиција, ниту желба. Само нека овозможат на диаспората да го створи своето право на електронски начин и тоа почнувајќи од следните претседателски избори во 2029 година. Зборувам тука за сите оние глумци и политички партии кои што едно зборат позади завеса, а друго прават пред завеса. И нормално тука СДСМ да не остане пократка и тие излегува сега и они ќе правеле амандмани и они нашли нешто кое што не им одговара. На тоа ние многу јасно кажавме. Освен делот со диаспората, кажете све што треба, ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве нема да гледаме, бланко им даваме поддршка на се останато. Една изборна единица. Пошто гледам сега, секој нешто паметува, секој нешто кажува, ама не можеме таа една изборна единица да ја оставиме така по природен пат да се тече. Мора, за да сте сериозни, за да покажете сериозност, да има одреден цензус кој што ја морате да го постигнете за да влезете во парламентот. Не можеме сега ние желби, ова не е шведска маса, па што ни чини да си прифаќаме, што не ни чини да си оставаме на масата. Тоа така не функционира. Мора да сме одговорни и зрели луѓе, затоа што граѓаните од нас очекуваат одговорност и зрелост, а не политиканство и детски манири да покажуваме, а се обидуваме да бидеме сериозни политичари. Електронското гласање на диаспората е ризик, ќе го блокираме изборниот законник, рече меѓу другото на денешната пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Денеска премиерот го слушнавме сите, рече би прифатил измени во поднесениот предлог за измена на изборниот закон за се и за сите наши забелешки точки, освен за гласањето на диаспората. Едноставно, најспорниот момент, премиерот инсистира да остане во законот. Токму овој начин на гласање на диаспората, кој што го предлага Христијан Мицковски да се имплементира кај нас, не е ниту европски, не е ниту демократски. И дозволете да објаснам зошто Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се согласува оваа одредба, овој предлог да помине вака, со тоа што ќе се дозволи гласање на диаспората на овој начин. Имено се предлага гласање на диаспората по електронски пат. Начин на кој што се обиделе да го имплементираат многу по-развиени земји од нашата, како например Франција, и откако увиделе дека тоа не може да се спроведе како што треба, со соодветна контрола, тие тоа го повлекле. При тоа, зошто гласачот тука дома да има таков механизам на гласање, да се проверува идентитетот со фингерпринт и така натаму? При тоа начин на гласање воведен на барање на ВМРО ДПМН пред неколку години, а сега целосно спротивно нашите иселеници од земјата да гласат без никаква контрола. Зошто такви двојни аршини? Зошто да се доведеме во ситуација да се сомневаме дека изборниот процес бил нерегуларен? Да ја потсетам јавноста дека оваа измена на закон, во кој што се воведува ваков начин на гласање електронски на нашата диаспора, не знаеме колку илјади луѓе се тоа, 100, можеби 200.000 луѓе, отвара можност за злоупотреба, за контролирано гласање, за тоа еден човек да гласа во име на повеќе луѓе. Да ја потсетам јавноста дека овој и ваков закон предлага партија и тоа како добро позната по злоупотреби на изборниот процес. СДС и Левица, здружено со десетици илјади амандмани, го блокираат изборниот законник кој претходно со месеци го договараа, обвини портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски.
Социјалдемократскиот сојуз и Левица, здружено со десетици илјади амандмани, го блокираат изборниот законник, кој претходно со месеци го договараа. Катастрофалниот резултат кој ќе го имаат и Социјалдемократскиот сојуз и Левица на следните избори, како и успехот на владата предводена од ВМРО-ДПМН е во делот на реализација на реформската агенда и повлекување на средствата од планот за раст, го вклучи алармот во двете партии и се здружија заедно во блокирање на реформскиот закон, односно изборниот законник. Иако законот беше усогласен со сите забелешки од страна на ОПСЕ и ОДИХР, барањата на Социјалдемократскиот сојуз и Левица не се суштински, туку имаат за цел да направат штета на Македонија во делот на исполнување на реформската агенда. Врз основа на тоа, јасно укажавме дека оваа коалиција на Филипче и Апасиев да поднесат амандмани за корекција на начинот на заокружување на гласачкото ливче, да поднесат амандмани за процесот за поднесување на приговори, да ги повлечат другите демагошки амандмани кои ги поднесоа и заедно сите политички чинители во консензус да го донесеме изборниот законник. Единствено што бараме, и тоа е нашата црвена линија, и беше прифатено, тоа е нашата македонска диаспора на следните председателски избори да гласа по електронски пат. Почитувани граѓани, нема да дозволиме Социјалдемократскиот сојуз и Левица, начело со Филипче и Апасиев, да си создаваат алиби за дебакло што ги чека на следните избори. ВМРО-ДПМН не работи по стапките на Социјалдемократскиот сојуз, во чии редови очигледно им работи Фројд. Тоа што тие би го направиле, нам ни на мисли не ни поминува. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со повремен локален дожд и грмежи. Наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен, грмежи, засилен ветер над 60 км на час и појава на краткотрајно невреме со град. Температурата ќе достигне максимални 35 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.